Македонските државјани кои се на привремена работа во Германија и оние кои планираат да продолжат да живеат во оваа земја се во исчекување на конечно стапување во сила на мерката која договараат двете влади за взаемно признавање на возачките дозволи, анализира МИА. Од Македонското министерство за внатрешни работи за МИА вело дека договорот треба да биде потпишан наскоро и јавноста ќе биде соодветно известена за конечниот термин за потпишување на заедничката декларација за признавање на возачките дозволи, откако двете страни ќе го договорат терминот. Со стапување во сила на декларацијата, македонските граѓани кои имаат македонска возачка дозвола, додека престојуваат на територија на Германија, нема да имаат потреба од меѓународна дозвола. А македонските државјани, кои имаат регулирано престој на германска територија, наскоро на нивно барање ќе можат да извршат замена на возачките дозволи. Ќе бидат признаени возачките дозволи на сите полнолетни лица со важечки дозволи. Единствен услов за македонските граѓани е да имаат законски престој на германска територија најмалку 185 дена во годината. Откако декларацијата ќе биде потпишана, македонските државјани во Германија повеќе нема да имаат потреба да полагаат теоретски и практичен тест, нема да има потреба да посетуваат преглед за вид. Македонските државјани во Германија во моментов со македонска возачка дозвола смеат да возат само во првите 6 месеци од пристигнувањето. Потоа треба да полагаат за возачка дозвола, а цената е околу 1500 евра. Македонија досега има реципрочно признавање и замена на возачки дозволи врз основа на потпишан билатерален договор со Италија, Шпанија, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Грција пак една од најпосетуваните дестинации од страна на македонските државјани, особено во летната сезона, не врши замена на странска возачка дозвола со Грчка и за носителите на македонска возачка дозвола е потребна меѓународна возачка дозвола.